Расте бројот на доктори кои се заболени од коронавирусот во Македонија. По 4 доктори и медицинскиот персонал од приватната клиника во Дебар, докторка анестезиолог од Куманово е диагностицирана со COVID-19. Докторката е во оние 5 случаи на ново заразени од корона денеска во Куманово. Таа информацијата дека е позитивна на вирусот ја сподели на социјалните мрежи. Вели не знае од кого го добила вирусот, а не била надвор од Македонија. Имав контакт службено и со заболената која почина. Имав контакти и со здрави луѓе на работа. Не шетав никаде надвор од Македонија. Не знаеме кој е носител, а навидум е здрав. Никој не сака свесно да пренесе некому, затоа седете дома. Вие кои не можете да одите на работа, не одете на кафе по комшии, правете муабет на растојание од 2 метри, ако веќе морате. Како што дознава Алфа, има уште 2 медицински лица од Кумановската болница кои се позитивни на вирусот. Откако коронавирусот ги зема првите жртви, меѓу кои 57 годишната жена од Куманово, која беше регистрирана како првиот смртен случај од COVID-19 во Македонија. Оваа општина на денешниот состанок на кризниот штаб бара од Министерството за здравство да се тестираат сите здравствени работници во Куманово, полициските службеници и пожарникарите. Од кризниот штаб бараат и дислокација на бегалците. Бараме од владата на Република Македонија да донесе одлука за дислокација на 81 бегалец од ПТЦ Табановце, кои повеќе од 20 дена се наоѓаат во кампот. Велат има потреба и од носење на итна одлука, Куманово да се стави во целосен карантин. А токму за тоа апелираше и градоначалникот на оваа општина пред камерите на Алфа. Апелирам да час поскоро го карантински го затворат Куманово, да го ограничиме влезот и излезот во градот со посебна контрола со воведување на полициски пунктови на сите влезови и излези во градот, каде што дополнително општината заедно со ХЕС ќе обезбеди дополнителни екипи на дезинфекција и исто така апелирам на зголемување на периодот на полицискиот штаб, што е и еден од денесните заклучоци на општинскиот кризен штаб. Најмалку да трае од 18 часот до 6 часот наутро. Од општината велат дека редовно се дезинфицираат улиците и јавните површини, но сепак апелираат до граѓаните да се придржуваат до мерките кои ги дава владата. Вчера бројот на заболени во Куманово беше 3, меѓу кои беше и починатата, а денеска веќе бројката се искачи на 8.